Одиме на избори, ние ги баравме изборите. Ние се изборивме за изборите. Што ќе биде во вашата партија ако трите партии обстојат на тоа да биде согласно потписот во Пржино изборите на 24 април? Ќе излезете или не? Нема да излеземе на избори ако не е прочистен избирачкиот список и ако нема дорегулација на медиумите. Постојат апсолутно услови за организирање на избори на 24 април. Ние закажавме датум, парламентот го изгласа, од него нема да отстапиме. На 24 април ќе имаме избори. Кој сака да учествува е добре дојден. И на 24 април народот ќе биде во право. Избори на 24 април нема да се одржат. Предвремени парламентарни избори на 24 април 2016 година. Ова собрание веќе гласаше изборен законник со кој што беше утврден датумот 24 април. Не може само владеачките партии да тргнат во избори. И изборите ние ги баравме. Изборите се нешто за кое што ние инсистиравме. Избори на 24 април 2016 година. Изборниот датум токму за 24 април 2016 година. 3 од 4 големи политички партии се за избори на 24 април 2016 година. Избори на 24 април нема да се одржат. 5 јуни би можел да биде проектиран датум за избори. 5 јуни би можел да биде проектиран датум за избори. 5 јуни. На 5 јуни. На 5 јуни. 24 април е оптималниот термин за избори. Да има избори на 24 април. Со изборите на 24 април. На 24 април народот го даде мандатот. Избори на 24 април нема да се одржат. Ако нема избори на 24 април, тогаш не важи ниту договорот од Пржино. Ова е дециден став на ВМРО-ДПМН, никакво поместување не доаѓа предвид. Ако се поместат изборите, тогаш договорот од Пржино нема да важи, вели за Сител директорот на Центарот за комуникации на владеачката партија Иво Котевски. Избори на 24 април нема да се одржат. 5 јуни би можел да биде проектиран датум за избори. На 5 јуни. На 5 јуни на избори. До 5 јуни. На 5 јуни. На 5 јуни. На 5 јуни. А на 5 јуни